Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Борбата за живот и размножување постоела и постои од секогаш. Сега, кога обично паровите влегуваат во брачна заедница, најчесто и повеќето сметаат дека она што ќе донесе најголемата среќа се секако во нивната заедница децата. Но што кога можеби нема да може да имате деца? Дали се тие навистина она основа која треба да ја држи брачната заедница? Што кога можеби ќе добиете информација дека никогаш со вашиот партнер не би можеле во животот да имате деца? Во денешно време многу од паровите се соочуваат со неплодност и се соочуваат со сериозен проблем при добивањето на дете. Но навистина колку и кога треба да се изложиме претерано можеби некогаш на сите перипетии што значи добивање на дете и што значи поставувањето на одредени граници или едноставно бариери меѓу партнерите. Децата, семејството, бездетното семејство и семејство со многу деца, вечерова тема во Тунел со драгите гости со кои ќе зборуваме. Велам добро вечер за Александар и Марија Вулетич. Добро вечер, Александар. Добро ни дојдовте. Ви благодарам за одговорот да бидете вечерова во Тунел. Благодарам. Повелете, добро вечер, Марија. Ви благодарам и вам. Што искрено ете така и топло ќе отвориме темата во која најмногу вие ќе за вашето лично искуство и за вашето семејство, кое, фала му на Бога, денес брои 5 члена. Ви имате 3 деца, но информацијата кога ја добивте години наназад, кога бевте брачни партнери сосема млади и онака како што најав, нели, кога вообичаено очекуваме дека ќе се зголемува нашето семејство по редот на нештата, ви имавте информација дека тоа ќе вас нема да се случи. Но ајде да тргнеме од ред. Па во брак сме еве 28 година. Да ви се множат. Благодарам. И кога јас имав 17 години, завршив 6 месеци во болница. Имав 3 операции на абдомен и никој не ми кажа какви компликации од тоа може да настанат. И кога се земавме, операцијата ако не е тајна? Па почна со перфориран апендикс, значи слепо црево, кое што после разви една голема инфекција на цревата, што го нарекуваат илеус. И потоа заради многуте антибиотици што ги добивав, се создаде и камен во жолчката. И сите тие 3 операции ги имав на 17 години во рок од 6 месеци. После тоа настапи анорексија, заради тоа што долго време не можев за да јадам и морав да го средам и тоа. Фала му на Господ. Имале сериозна борба. Имав сериозна борба, фала му на Господ што сум се уште жива. Ама никој не ми кажа какви компликации од сето тоа може да настанат. И нормално кога се земавме со Александар, ние си планиравме да си имаме семејство. И помина 1 година, помина 2 години, помина 3 години. Помина 8 и години. ние едноставно почнавме да се прашуваме зошто и како. Кога после третата, четвртата обично, бидејќи мислам дека паровите вака и луѓе кои генерално ги познавам, но кај третата година се поприлично смирени, нели? Не се толку многу во паника како што можеби после третата или четвртата година веќе времето нели изминува, а ништо не се случува на тоа поле. Па всушност овака, ние кога стапивме во брак, ние како би рекол, ние не се чувавме на некој начин, си рековме, ако дојде детенце, добре дојдено, нели? Меѓутоа, кога видовме дека поминува веќе доста време, трета, четврта година, веќе почнавме да размислуваме дали е се во ред со нас, некој да нема проблем здравствен. И ние всушност тогаш и почнавме веќе да истражуваме, да одиме на прегледи, да бареме да видиме каква е нашата здравствена состојба. Да, и јас одев, ми даваа различни терапии. Времето поминуваше. И во еден момент ми препорачаа да одам кај некој лекар за стерилитет. Сега е докторот веќе во пензија, не знам, може би е и починат, ти долги години од тогаш. И кога отидов кај него, јас се соочив со една работа. Он ги направи сите прегледи и само ми рече никогаш нема да можеш да имаш деца. И кога прашав зошто, ми рече дека најверојатно во текот на една од операциите ми била перфорирана матката. И перфорацијата била така санирана да е создадено многу грубо ткиво во матката и не дозволува вгнездување на плодот. Он ми рече можеби си имала зачнување во текот на овие години, ама немало каде да се вгнезди плодот. И заради тоа не дошло до бременост. И некако со подсмев дури ми рече, заради тоа што знаеше дека верувам во Бог, ми рече 95%
дека никогаш нема да имаш деца. 5% му давам на твојот Бог. Каков шок е тоа, се една временска сериозна дистанца, работите стојат многу поинаку, но веројатно нели тоа е сериозен шок за млади луѓе кои планираат, пак ќе речам, значи да го прошируваат своето семејство. Секако дека е шок. Кога ние се зимаме, планираме да имаме семејство, планираме дечиња, планираме да имаме и повеќе деца и да се слуша плач, да се слуша радост, да се слуша смеја дома и така натаму. И кога ќе се добие таква една вест, на некој начин човек почнува да размислува што ни преостанува да направиме, што може да се направи. Еден од предизвиците што ние го имавме беа нашите родители. Да, па генерално моите, да. на Марија, често пати би ни спомнува, ајде, кога ќе станеме баба и дедо. И не споделивте веднаш информацијата, им кажавте дека... Не баш. Па, ни беше прилично тешко и сакавме прво ние да се соочиме со тоа, да ние меѓу себе бидеме во ред со информацијата што имавме, за да можеме да им ја кажеме. И беше многу незгодно, после толку години веќе тие чекате на друга информација. Чекаат една друга информација и кога ние рековме сакаме нешто да ви кажеме, одма беше опа, има ли нешто и ние рековме да има. Ни кажаа дека нема да можеме да имаме деца. Убавата работа во сето тоа беше што и неговите и моите родители рекоа, ако Господ сака, ќе имате. Да. И едноставно останавме на тоа, дека се е во Божи раце. Не тргнавте по алтернативни веднаш решенија да... Тоа обично така бива, нели? Ние почнавме да размислуваме всушност дали е возможно да усвоиме детенце. Меѓутоа, нашите услови тогаш не беа баш соодветни. Значи, за да може некој да усвои дете, треба двајцата да бидат вработени, треба да има соодветен стан, услови и така натаму. Така да, таа опција ни беше на некој начин невозможена, да, и малку далечна. Друга опција ни беше таа што ни остана, затоа што не размислувавме на било кој друг начин да дојдеме до целта, нели, да добиеме бебенце. Нашата последна опција беше Господ. И всушност ние си рековме, ако Господ сака да ние имаме дете, ние ќе го имаме во негово време. Бевте со силна верба во Бог до тогаш? Да, апсолутно. Па дури нашиот брак на некој начин ние го гледаме бракот како една заедница меѓу маж и жена, не со цел или со единствена цел да се множи, не. Меѓутоа, заради тоа што ние имаме потреба еден од друг, ние се надополнуваме, ние се сакаме и мислам дека децата не ни беа целта. Децата, ние гледаме на децата како на благослов, како нешто што го добиваме од Господа, нормално. Меѓутоа, дури и кога не би имале деца, ние бевме цврсто уверени дека ние ќе останеме заедно до крај. Ние не знаевме што да очекуваме, меѓутоа, нашата надеж не беше во нашата здравствена состојба, оти ние сме слушнали од други парови, пријатели наши кои што биле во слична ситуација и сепак на крај Господ ги благословил. Па и ние така си мислевме, кога тогаш ќе ни дојде детенце. Какви се психолошките моменти на соочување со информацијата кај мажот и жената, бидејќи е веројатно различно? Па и кога конкретно пак во случајот нели се вели дека жената е таа што нема да може да донесе дете на овој свет. Да. Прво бевме загрижени, нормално. И се прашувавме која е причината и зошто не можеме да добиеме деца. Меѓутоа, воопшто не ни дојде во мисла кај мене да го ставам по знак прашање нашиот однос. Кој што евентуално кај некои луѓе нели зависи односот од нивните дечиња. Меѓутоа, ние се поддржувавме, ние се храбревме, ние се утешувавме меѓу себе и ние сепак останавме да сонуваме дека еден ден ќе добиеме деца. Така да постоја моменти секако, нели на сомнеш, постоја моменти на чувство дали јас и сопругата ќе имаме наше дете од наша крв и наше месо, нели?
и да го имаме, да го чуваме, да го раснеме, да уживаме и така натаму. Меѓутоа, секогаш ни остана жива таа надеж дека ние еден ден ќе имаме дечиња. Воопшто не дојде ситуација за да јас се чувствувам обвинета од него, отека и мене беше проблемот, заради тоа што едноставно рековме ние се земавме заради тоа што се сакавме. Да. И не се земавме заради тоа што сакаме да имаме деца. Да. Потомството е убава работа и сега кога ги имаме 3, уживаме во секој од нив. Ама тогаш во тој момент немаше воопшто некаков сомнеш во моите мисли дека сега ќе ме напушти заради тоа што немаме деца или било што. Имаше нормално моменти кога различни изјави слушавме од луѓе. Зошто немаш деца? Па некој, младите си го сакаат комфорот, затоа не сакаат деца, а не ја ни знаеа нашата ситуација. Или, Господ не сака да им даде деца. Никогаш не верувавме во тоа дека Господ не сака да ни даде деца. Туку рековме, ако Он така планира, така ќе биде. И секогаш се поддржувавме кога ќе ме видеше дека сум расплакана, ние жените си подплакуваме повеќе. Знаеше да дојде и да ми каже, јас тебе те сакам. Ако имаме деца, ќе биде добро. Ако немаме, ќе биде исто добро. Добро, да. Јас на некој начин утеха емотивно наоѓав во тоа што живеевме позади домот 11 октомври. Знаете, домот за деца без родители. И секогаш кога така ќе го почувствував онај мајчин инстинкт, излегував и си играв со тие деца. И им лепев фластери кога ќе се изгребеа, ги гушкав, ни доаѓаа често на врата, знаеа да дојдат кога ќе печам колачи. И сега ми е драго што некои од нив си ги чувствуваме како деца и не покануваат веќе на нивни свадби, значи си останавме во контакт. Браво. Така да тие 8 години не можам да кажам дека се чувствував како нивна мајка, ама кога ќе го осетев она дека ми не достига да ме гушне некое детенце, јас ги имав 2-30 околу мене на број кој ќе дојде и ќе ми испогушка и секогаш велев, ако немам мое, барем можам да усреќам некое друго. Да. Така да секогаш тоа беше нашиот став. И тоа е убава работа, сте се свртале кон нешто што е апсолутно многу племенито. Дарувате љубов и внимание на оние кои што им е апсолутно, нели, потребна во моментот, а од друга страна таа иронијата ја гледате и на животот, нели, се мачите, се обидувате, сакате да имате своје дете, од друга страна сместени сте таму каде што гледате дека родени се тие деца од родители, но се оставени сами да се снаоѓаат во животот без таа вистинска, нели, родителска љубов и грижа која им е толку потребна. Кон што друго може би се свртевте за да ете ова е еден од начините кои вие прво, како што велите, мајчинскиот инстинкт сте нашли како да си го исполните или некако да си го утешите тој момент на тага и болка во вас. Што друго прави? Дали вие си најдовте некако вентил за да ако жената нели строни солза, ќе најде ваков начин на оддишка, што може да направи мажот? Ја мислам понекогаш мажот кога дојде во ситуација да е под притисок заради ова или некоја друга причина, јас мене ми се случуваше да повеќе се вдлабочам во работата, да сум повеќе активен физички. Исто така и мојата работа беше да доста патувам. Така да моментите кои што ме доведуваа во една можна состојба на осаменост или на размислување беа доста ретки. Меѓутоа, кога би се вратил од патување назад, секогаш таа некоја можна празнина Марија ми исполнуваше. Така да ние наоѓавме еден во друг смисла, утеха, охрабрување и се држевме едноставно. Исто така пријатели имавме. Секако дека пријателите не можат да ги заменат дечињата. Меѓутоа, имавме доста пријатели, се дружевме со луѓе и на некој начин можевме љубовта која што Господ нам ни ја дал да ја употребиме без оглед дали моментално деца или не. Туку можевме таа љубов да ја пренесеме на други. Кога сега размислуваме наназад, понекогаш дојдеме до мисла дека Бог така ги уредил работите кај нас што едноставно може би подобро беше така, што првите 8 години бевме без деца.
Бидејќи тие 8 години можевме да ги инвестираме еден во друг. Тие 8 години ги инвестиравме во тоа што го работиме, Ви имате завршено и теологија? Да, двајцата сме теолози. Да, двајцата сме теолози, имаме завршена теологија во Хрватска и тука бевме вклучени во црква, во работа во црква, работа со наркомани, работа со луѓе во потреба, хуманитарна активност, така да самата наша... Прилично црпење на енергија, да, канализирање апсолутно. на енергијата која... Да. Имавме каде да се вложиме, имавме каде да инвестираме. И во вистинско време ни дојде првото Кога детенце. дојде? Како дојде? Па не знам како дојде. Искрено не Ова знам. звучи да многу Мислам, филмски. нормално знаеме физички како доаѓаат децата, нели? Ама во таа наша ситуација се сеќавам дека беше нова Вие година. ништо посебно не правевте прашање на Ништо. нели веќе третмани низ годините рековте Не, се откажавме од да. третманите, се откажавме од се. Во тоа време инвитро немаше, тоа беше нешто што го слушавме за странство, за нели надвор од Југославија тогашна. Веројатно заради верата во Бога вие не одевте ни по нешто луѓето кога е човек во мака ќе разберам па и се на крад на криштата да ти побачи по каде ќе чујат што велат, докаде што слушнав бев, сакав да видам, да пробам да ми се помогне. Па не, со тоа не одевме, Аха. ама едноставно рековме, нели, ако биде, биде. И се сеќавам дека беше околу Нова година, имавме голема забава. Веќе престанав да си го водам календарот, нели, нема шанси да за забременам, циклус. така да циклусот воопшто не ни размислував. И се сеќавам дека расчистував после забавата и осетив болка во стомакот. И помислив, чекај да го погледнам календарот, да видам. И некако ми беше чудно. Некако се одолжил овој период. Ама не ни помислив дека е бременост. Искрено не Да. помислив дека е бременост. И Александар е пастор и тој ден имаше крштевање. А јас отидов на преглед кај мојата докторка. И првото нешто што она ми го кажа беше: "Ау, Марија, со сите компликации кај тебе, можеби е некое туморче или можеби нешто уште полошо." И легнав за ехо. Леле, Боже Господи. И докторката почна да ме гледа и рече: "Еве го." Туморче. И видов нешто Темно. така тркалезно, некако Како смок. нешто оформено внатре. И не ја изазвони телефонот. А јас почна да го гледам екранот и да плачам. Заради тоа што во мојата глава беше Ова не е... сега ова е сигурно некој тумор и ќе треба дури и матката да ми изведат и тогаш веќе немам никаква можност да имам дете. Значи, ако до сега мислев 50-50, Се надева човек, да. се надевам, тогаш значи дека физички нема да бидам во состојба. А докторката ме погледнува, зборува и не е јасно зошто јас 2 реда солзи сум пуштила. И ме погледна и ми рече: "Зошто плачеш?" Па ја викам, па ми рече: "Еве го." Ме вели: "Па еве го бебето." И јас во тој шок и реков: "Чие бебе?" И она само ми рече: "Па кого го гледам? Па тебе те гледам, твоето бебе." И јас не знам како стасав до дома. Јас мислам дека одев на облаци. И кога Александар се врати, јас буквално на врата го чекав. И се врати и ми рече: "Што е, има ли некој проблем?" Јас реков: "Не, има бебе." И он ме праша: "Кој ќе има бебе?" Затоа што навистина бевме шокирани. Не можам да кажам дека она посебно се трудевме, дека одевме на третмани, немаше ништо. Едноставно знаевме дека Бог одговори. И сега имаше една ситуација пред да забременам, што ни се случи, што отпосле се сетивме и свативме дека било само Господ. Ке кажеш Една ти за тоа? година, да, една година отприлика пред да ни се роди Тамара. Тамара ни е првото детенце. Имавме еден гостин, всушност тој беше гостин на наш пријател или колега овде во Скопје, исто така теолог. И гостинот требаше да замине назад за Америка. Дента пред да замине, ние го поканивме да дојде на чајче кај нас. Ние не го знаевме човекот, само знаевме дека е пријател на еден наш колега. И тој не знаеше за нашата ситуација, го гостивме, убаво си поминавме, разговаравме за Библијата, разговаравме за многу работи. И
пред да си замине, тој не замоли и не рече, ајде да се помолиме пред да си заминам. Ние рековме, нема проблем. Јас добро се сеќавам, тој беше по националност швеѓанин, меѓутоа живееше во Америка. И така ние сега стоиме во ходникот, јас и Марија, пријателот наш пред нас, и ги затворивме очите и сега он се моли за благослов. Неговата молитва беше невообичаено кратка, како да кажат само 2 реченици, како да нешто го запрело. Застана, не гледа, малку беше како зачуден во изразот на неговото лице и се ние се прашувавме што е работата. И тој ни кажа, имам нешто да ви кажам што до сега никогаш не ми се случило во животот. Добро, ајде кажи ни. За 1 година вие ќе имате дете. И мислам како ќе реагирате на такво нешто. Некој да ви дојде да ви каже дека за 1 година вие ќе имате дете. Ние малку се подсмевнавме, малку со сомнеш и ние секако си рековме благодариме за молитвите, за грижата и така натаму. Да, ќе имаме деца духовни. И тој на некој начин ни кажа не се работи за духовни деца, вие ќе имате дете следната година. Добро. И ние така се разделивме со човекот и заборавивме наскоро на тој. Да, тоа беше муабет. септември, значи се случи јас да забременам, значи тамо некаде околу Нова година. И следниот септември, 12 септември, се роди Тамара. Тамара има колку години денес? Тамара има 19 години. Голема девојка. Прва година е на факултет. Горди сме на неа. Да. Што студира? Студира хотелско-ресторански менеджмент. Тоа беше професијата што си ја сакаше, така да се одлучи. Без притисок, без влијание, пушти без се да. притисок, без влијание. Никако. И после тоа некако се осилив. Беа ли шокирани подеднакво и вашите семејства? Имаше тројца на кои што рековме дека ќе се јавиме. Кога И дознав. кога да посакавте да ја споделите информацијата? Веројатно ви требаше време затоа што не ви беше верно ниту вам на крајот на криштата. Ние кога дознавме, јас кога дознав дека сме бремени, А тоа е убаво паркот. да. Ни требаше време прво да сватиме дека ние ќе имаме бебе. Така да не можевме да поверуваме на почетокот. Како сега ќе имаш бебе? Имаш натре нешто, нели? И бевме возбудени, бевме збунети. Не знаевме како да реагираме. Ја не знам дали пуштивме по некоја солза. Најверојатно имаше од се по нешто и смеа и солзи. Меѓутоа, секако дека после тоа почнавме да размислуваме со кого ќе ја споделиме оваа добра вест. Да, докторката ми рече, заради тоа што е ризична бременост, би било добро да бидам барем 3 месеци дома. Да. И, значи, еден од тие што требаше да го известам беше мојот шеф. Морав да му кажам. И он беше шокиран. Заради тоа што кога ме вработи како замена за госпоѓа што замина на трудничко боловање. Не му рековте немате проблем. И он ми рече, да, и он ми рече, ако она не се врати, немој следната година ти да ми одиш на трудничко, ја што ќе правам? Ќе менувам секретарки секоја година? Јас реков, од моја страна немаш таков проблем, сигурно. Веќе работев за него неколку години и беше многу чудно, заради тоа што мојот шеф во тоа време беше еден господин со муслиманска позадина. И кога му се јавив и му реков, не можам да доаѓам на работа, имам 3 месеци боловање, и он ми рече, зошто? Јас реков, заради тоа што сум бремена. Ми рече, дај ми 10 минути, ќе ти се јавам. Подоцна кога разговаравме, он ми рече, цело време, додека работеше за мене, ти ми зборуваше колку го сакаш Бог. А јас секогаш го поставував прашањето, ако не толку многу го сака Бог и верува дека Бог толку многу ја сака, зошто нема деца? И вика, ти ме шокира кога се јави и рече, јас сум бремена. И тогаш сватив дека Бог на вистина те сака. Потоа се јавивме нормално кај моите родители, кај неговите родители, и им рековме, немојте да објавувате, оти се уште е ризично. Да. Не од некое суеверие, така. туку едноставно не сакавме преголема радост можеби кога има. Да, и сакавме на некој начин, јас мислам, барем за себе, емотивно да се заштитам,
за во случај ако Не може, не да. остане плодот, да не бидам изложена на она, а зошто, а Да. како, а што се случи. Потрауматично, да, целото тоа би било, да. 8 години доживувавме на некој начин трауми со секој што не прашуваше, што ќе не запознаеше, ќе не прашаше колку сте во брак, колку деца имате. И секогаш таа траума и некако сакав емотивно да се заштитам од тоа. Да барем додека не помине тоа 1 месец, 2, Биде се на сигурно, да срцева биде се реакција. на сигурно, да. Беше лесна бременоста и носењето со оглед на тоа дека имавте проблематична? Бременоста беше многу добра, пороѓајот беше тежок, ама тоа не зависеше од бременоста. Нели, секој пороѓај е различен. Со Тамара имав царски рез и бевме пресреќни. Бевме навистина пресреќни кога доктор Димитрова дојде и ми рече имаш керка. Нели, се разбудив. Многу беше чудно заради тоа што не можеа да ни го одредат полот за време на бременоста, тогаш нели и ехо и сите тие апарати беа многу поинакви, многу позастарени отколку денес. И ние некако имавме имиња и за машко и за женско. И сега мислам дека не е веќе така, ама тогаш се породив во Чаир и таткото викаше од долу. Марија, Марија, а јас излегов на прозор. Не е сега. И рече што имаме? И јас реков керка Тамара се роди. Он вика сигурна си дека не е Бенјамин. Така да она мислам беше навистина голема радост. Александар, вистина ли татковците се посрекни кога добиваат керка? Иако стои нели она останато е верувањето дека се секогаш горди на првото машко или да има син и слично, но мислам дека приказната е малку поинаква. Ја мислам, знаете, кога се наоѓате во ситуација да мислите дека нема да имате деца, веќе тука не вие станува ќе збор. знаете дека вие ќе имате дете, тогаш воопшто не размислувате за пол. Само нека е живо и здраво, нека се роди. И кога што се сеќавам за време на бременоста, гинекологот го мереше плодот, нели? И го измери бутната коска. Одат по некои параметри, да. Токму така. И докторката кажа дека ова бебе ќе биде, односно ова дете ќе биде високо. И заради таа причина ние решивме да си ја викаме Тамара, поколку биде девојче, затоа што Тамара значи палмово дрво. Ќе ни биде висока Тамара. Така да тоа ни беше приказната за името за Тамара. Да, за името Тамара. Бевме Си рековте едно е супере. И се снајдовте емоции измешани, среќа, радост, пресрекни што сепак си добивте пород и така натаму. Се опуштивме. И приказната понатаму си рековте за второ, трето, мислам, дали воопшто паѓаше на ум размисла околу тоа, дали ќе имаме уште деца или не, или? Видите, кога ни се роди Тамара, не бано многу среќни. И воопшто веќе не размислувавме понатаму што ќе се случува. За понатаму и си рековме, па Господе, ако си ни дал едно, па ќе ни дадеш и второ, и трето, и четврто, нели? А ако ни остане само Тамара, нема проблем. Фала ти и за ова детенце. И ние воопшто не размислувавме. Едно нешто се сеќавам јас кога се земавме. Да. И кога се земавме, една година решивме да живееме надвор од заедницата, значи без незините родители, без моите, си знајмивме еден стан во аеродром и таму си живеевме првата година на бракот. И убаво се сеќавам, во првите месеци на бракот лежиме, значи во спална и сонуваме со отворени очи. И разговараме што сакаме во животот. И секако, нели, сакаме еден ден да си имаме куќичка, сакаме еден ден да имаме кола, сакаме да си имаме дечиња, ама да имаме 3 деца. Да. Тоа беше... Секогаш зборувавме за 3 деца. Секогаш зборувавме за 3 деца. Сега, кога ја добивме Тамара, си рековме, Господе, ние сакавме 3, ама фала ти за ова едно. И на тоа остана. Ние понатаму си го теравме животот и воопшто не размислувавме за... После колку време дојде Тамара? Тамара дојде после 8 години. После Тамара ми беше извинете. После Тамара имавме, после 4 години, јас забременив повторно и ние рековме ова е второ чудо, ама се случи да дојде
отварање на раната на мојата матка и внатрешно крварење и во абдомен и во матката и мораше оперативно да се отстрани плодот. И тогаш рековме добро и тогаш бев во Систина и докторот кој што тогаш веќе е мој лекар го прашавме добро сега буквално ме знаете и од внатре и од надвор. Имаме едно дете. Ни кажа дека нема да имаме едно дете. Сега, според ситуацијата во која што се наоѓам, дали има можност за повторна бременост. И он рече, од тоа што го видов внатре, не би требало да имате ни едно. Ама од тоа што јас го знам, е дека јас не сум Бог, па да ви кажам колку деца ќе имате. Дека ако сте имале едно, не значи дека нема да имате и други деца. И јас тогаш реков, овој ќе ми остане лекар за секогаш. Затоа што го имаше истото уверување дека многу работи што во медицината изгледаат невозможни, преку Господ се возможни. Потоа 7 години подоцна, значи после раѓањето на Тамара, јас дознав дека сум повторно бремена, така да меѓу Тамара и Лука се 8 години разлика. Лука беше многу лесна бременост. Со Тамара не можев да јадам риба. Со Лука можев да јадам се. Така да додадов многу во тежина. И со него поминав најлесно. Имав нормален, спонтан пороѓај. И едноставно онака рековме, добро, сега имаме и девојче и момче. Да. И бевме пресрекни. Бабите и дедовците беа особено среќни, особено од негова страна, што еве сега ќе има уште еден наследник. Да, токму така. И после буквално заборавивме на се. Јас почнав со некој приватен бизнис. Лука беше близнак. Близначето го изгубивме во 14-та недела на бременост, ама Лука остана, така да бевме и за тоа среќни. Да, апсолутно. И така да се почнавме со бизнис, почнавме нормално, животот си продолжуваше понатаму. И јас во еден момент почнав да чувствувам дека повторно имам симптоми на бременост. Свелите не. Ама не сакав ништо за да му кажам. И убаво се сеќавам дека си земав дома тест и покажа дека сум бремена. Седеше на работна маса, работеше на компјутер и јас дојдов и му реков погледни. И онака мај нормално погледна и века, ау, тоа е тестот од Лука, века зарем се уште го чуваш? Колку време после Лука беше? 2 години. 2 годинки. Јас реков, не, ова е нов тест од денес. Сите ги чувам. До ден денес сите 3 теста ги чувам. И јас ги чувам. И оние белегзивчиња од болница. И ми рече, молам. Јас реков, па знаеш што, јас на Господ му реков, 8 години го чекав првото, 8 години второто. Ако планираш да ми дадеш трето, нема да чекам уште 8 години. Така да Наоми дојде после 2 години. Се живи и здрави. Така да меѓу Тамара и Наоми се 10, меѓу Лука и Наоми се 2 години. Наоми колку има сега? Наоми е 9. 9. Лука е 11. Возрастни среќни, весели деца. Да. Ние уште посрекни родители со нив. Да. Ми рековте дека ве гледам уште имате жар. Ако можеме од оваа страна да примете. Оној жар кој што веројатно паровите го имаат на почеток на врската генерално. Да. И потоа како што рековте, тоа може да бледе низ годините заради тој фокус на пред се децата, семејството и така натаму, па се позабораваме ние партнерите, нели? Ги забораваме тоа што значи или зошто влеговме пред се, нели, во оваа заедница, дека се љубиме. Да. Ние двајца. Така дека вас искрено се уште го приметувам по начинот на говор, како се погледнувате, кога се погледнувате ни сите овие години, веројатно тоа е онаа нитка и жар која ве одржала во годините, па и ви дала една таква убава сплотена семејна атмосфера и сте го добили она за кое што сте мечтаеле на почетокот, како што велите во... Да. Имавте ли потоа околу воспитувањето на децата одредени и уште еден момент пред децата и воспитувањето? Еве за оние кои можеби не се толку побожни, како што вие верувате во Бог, нели? Не осудуваме некого, ниту пак сакаме, нели, да оставиме впечаток дека тоа можеби верувате во Бог единствениот начин како некој, нели, ќе дојде до она што за кое мечта има, желба и така натаму. Да. Доаѓале луѓе кои можеби се атеисти да зборуваат со вас. Што мислите за, односно каков е совет на оние луѓе кои не се толку условно речено боголюбиви? Знаете, Бог не зависи од верата на луѓето. И според она што ние го знаеме од Библијата е дека Бог ги сака сите подеднакво. Ги сака и луѓето што веруваат во Него,
меѓутоа ги сака подеднакво и оние што не веруваат во него. Инаку оние што не веруваат во него не би имале деца, да не е така. А децата ние сметаме се дар од Господ. Она што ние секогаш се обидуваме да им пренесеме на нашите пријатели, без оглед дали веруваат или не, никогаш да не ја загубат вербата. Господ ги сака, без оглед каков е нивниот став према Бог, меѓутоа Божјата љубов е толку голема, што ги надминува човечките помисли, размислувања и граници. И Бог, ако нешто решил да направи, ќе го направи, па што сака нека биде. Кај нас решил да имаме 3. И тоа во момент кога ни, и тоа во момент кога ни рекле дека нема да имаме ниту едно. Ние во тие моменти рековме без оглед што вели овој свет или што велат докторите, ние ќе си се држиме за Господа како слеп за стап. Па што сака нека биде. И Господ стварно одговори и Господ навистина ни даде мудрост како да ги воспитуваме. Во каков дух ги воспитувате? Во добар дух. Ние ги воспитуваме на исти начин како што ние бевме воспитани. Значи да имаме доверба во Бог, да бидеме хумани кон луѓето, секогаш ближниот да го ставиме пред себе. Сега некогаш е тоа неблагодарно. Децата го искусуваат тоа, дека не секој околу нив размислува на тој начин, ама сепак гледаме за да им биде нивниот фокус, не размислувајте како другите гледаат на вашите ставови, туку размислувајте како Бог гледа на вашите ставови. Се додека сметате дека тоа што го правите, го правите со чиста совест и го правите и сметате дека е исправно пред Бог, постапувајте така. До сега нормално искусиле и лоши и добри работи, ама многу ми е убаво кога малата Наоми, например, она ми е сега најмала, ќе дојде и ќе каже: знаеш, мамо, ја знам дека Господ е денеска среќен со мене. Заради тоа што јас денеска некого направив среќен. Што било тоа да се чуе од мало дете? Лука ужива да оди и на некого нешто да му поклони. И сега за Нова година имавме некакви подароци за неговите другарчиња и он гледаше на секој да му посвети одредено време и на секој да му даде по нешто. Некои работи ги изработуваа сами, некои беа купени работи. И едноставно, он рече, уживам да отидам и некого да го видам дека сум му дал нешто. Точки се тие, да, што сака да го добие. На сакање на луѓето околу себе, желбата да даруваш, да направиш некого среќен, да помогнеш кога можеш, тоа се убави точки, особини кои веројатно секој родител би бил горд кога ќе ги примети и забележи кај своето дете. Помалку или повеќе кој колку се обидуваме нели тоа да го наметнеме или едноставно да им го покажеме низ патот на воспитување и раснење на децата, тоа е веќе индивидуално, зависно до семејството. Имате навистина една, пак ќе речем, убава енергија. Блажени сте, така изгледате среќно и смирено и исполнето, така да ви биде и во животот. Со децата, кои се можеби очекувањата бидејќи поинаку гледате на нештото, тоа е веќе очигледно и на животот и на предизвиците и така натаму. Па, видете, живееме во еден свет и во едно време каде што работите не се секогаш розеви. Кога ги носиме децата во овој свет, нели, се радуваме бидејќи Господ ни ги дарува децата. Меѓутоа, кога гледаме каде светот врви, малку сме загрижени во каков свет носиме деца. Меѓутоа, веруваме дека оној кој што ни ги дал овие дечиња, дека тој ќе ги сочува до крај. Дека тој ќе ги пази, дека тој ќе им помага, ќе ги заштитува и дека на крајот сепак се ќе биде добро. Дури во моменти на страдање, во моменти на страф, веруваме дека Бог секое зло може да го преобрази во добро. И се обидуваме така и да ги поучуваме нашите дечиња, малку се, ако можам така да кажам, неортодоксно воспитани. Например, еден мал пример е кога Наоми ни беше мала и сама спие во соба, секогаш сама спиела во соба, спиеше во соба. И кога имаше грмотевици. И на почетокот би се уплашила. И мама и тато влегуваме во соба, нели? Не времето е надвор. И ние ги објаснуваме на Наоми дека кога ќе удри гром и кога ќе има голема светлина,
дека Бог прави слики. Фотографии. И Наоми си имаше обичај кога ќе почнат грмотевици да грма и да сева, она да излезе на пенџерче и да се насмери. Да биде убава на фотографијата, супер. Да, за да има убави фотографии кај Господ од неа. Сите тројца го има истото тоа мислење. Се трудиме да не ги плашиме. Тоа е убаво, да. Тоа Сега кога се веќе поголеми, нели, знаат што всушност се случува, учат и во училиште. Убаво таа рана возраст кога некако ги намалувате, анулирате тие стравови кои се присутни кај децата, но замислете вие тоа да им направите уште поголема травма или тој страв да го надополните со уште поголем. Или полицаецот ќе дојде да те земе ако си лош. Да. Јас моите деца уште од многу мали им објаснував дека треба да си ја знаат адресата каде живеат и ако во случај се случи да се изгубат поради било која причина, нели некаде се кај другарчи излегле надвор, не знаат да се вратат, да го најдат чичко полицајеци да му кажат каде живеат за да ги донесе дома, а не да се плашат од него. И всушност со Тамара тоа и ни се случи, да продавницата ни беше позади зграда, а она отиде само да купи нешто, не знам, некоја ситница. И едноставно дезориентација. Мало дете не знаело каде доди. И тргнало по улица и нашло полицаец. И јас гледам на врат, полицаец ми звони, и не можам нели низ она окцето да видам дека има едно малецко до него. Но отвори и рече, ова е вашето девојче, јас реков да. Вика, многу убаво што така сте ја воспитале, наместо да бега од мене дојде и побара помош. Браво. Мене ми е несватливо, мислам сепак се тоа професии што се многу хумани и што се за добробит на нас, а да ги плашиме децата со полицаец, со лекар, со медицинска сестра, мислам дека не е добро, така да тоа може ли ние вака да зборуваме што вели народот да стои едно и назад? Можеме. Да, имате навистина богато искуство, убава животна приказна и топла, која верувам допре вечера до гледачите, од аспект на тоа дека треба да се верува. Не кажуваме ние во што, во кого или нели на каде ќе се ги насочат мислите, енергијата луѓето, но убаво е да се има верба од она што тука го слушнавме вечерва, чуда и се случуваат. И кога најмалку очекувате и кога најмалку се надевате, важно е вербата да не ја изгубите никогаш. Од срце ви благодарам. Фала и вам. За гостувањето, поздрав, имаме фотографии, видовме од семејството како раснете, се развивате, сте весели и богати. Да си бидете секогаш така богати емотивно и духовно. Во следна прилика со можеби нели целото семејство на некоја друга тема ќе се видиме повторно. Исклучително ви благодарам за искрениот и топол разговор вечерва. Фала и вам. Благодарим. Ви благодарам за вниманието, уште еднаш велам. Верувате, драги мои, чуда се случуваат. Светлата точка на крајот од тунелот ја има за секого кој цврсто верува во тоа. Ви благодарам за вниманието.